Канал 5 вести во 18 часот. На почеток преглед на насловите од денеска. Трагедија на Скопската обиколница. 4 лица загинаа во директен судар меѓу камион и автомобил. Од сударот настанал пожар во двете возила. Меѓу загинатите е и еден од водечките баритони во Националната опера и балет, Ристе Велков. Прва официјална средба меѓу Муцунски и Чамова. Македонија и Бугарија ги повториле веќе познатите ставови. Двете најголеми партии во земјава и денеска во политичка кавга на тема уставни измени. Ризикуваме да станеме слепо црево на Балканот. Филипче е најголем промотор на бугарските позиции во Скопје. Случајот со набавката на мазут за ТЕЦ Неготино не е затворен. Виш јавен обвинител ке го разгледува приговорот на АДСМ. Што може да се очекува? Треба да биде дадено исклучително добро, транспарентно и убедливо образложение. Ако сме инвалиди, ние сме живи луѓе. Новинарот Борче Грозданов и неговата неподвижна мајка веќе 10 дена се оставени без соодветна институционална грижа и помош. Трагедија на Скопската обиколница. 4 лица загинаа во директен судар меѓу камион и автомобил. Според првичните информации, камионот од засега непознати причини изгубил контрола и преминал на спротивната страна од автопатот, каде што и дошло до сударот. Загинатите се млади, а меѓу нив е и еден од водечките баритони во Националната опера и балет, Ристе Велков, како и неговиот 20-годишен син Адам. Возачот на камионот со косовски ознаки веднаш е уапсен. На местото на несреќата беше Дејан Трајковски. Денот ги разоткри размерите на катастрофата која синоќа околу полноќ се случи на Скопската обиколница. Изгорениот камион, испокршените банкини и трагите од пожар на асфалтот останаа нем сведок за страотната трагедија која одзеде 4 животи. Жртви во судирот се сите патници во возилото BMW кое целосно изгорело, односно 51 годишниот возач Ристо Велков, еден од водечките баритони во Македонската опера и балет, и уште 3 20 годишни момчиња, меѓу кои неговиот син Адам Велков. Критичниот момент се случил токму на ова место, кога камионот од таа страна ја пробил банкината, удрил во уличното осветлување кое во висина од 20 метри го откорнал и при пробивањето на овој дел од патот удрил во БМВ-то, при што продолжил и завршил долу под патот во нивата. 76 годишниот возач на камионот со косовски регистарски таблички е во добра состојба и веднаш по несреќата по наредба најавен обвинител бил приведен и задржан во полиција. Причините за тоа како камионџијата се нашол на спротивната страна од автопатот во близина на Радишани засега се сведуваат на неофицијални информации и се чека истрагата истите да ги утврди. Од сударот настанал пожар во двете возила, од кои патничкото возило и кабината на влекачот целосно изгореле. Од добиените повреди на местото на несреќата починал возачот РВ и сопатниците од неговото возило. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата се предадени за обдукција. Исто така по наредба на јавен обвинител возачот ББ е лишен од слобода и задржан во полициска станица. Од Македонската опера и балет велат, вестите ги дочекале со неизмерна тага и дека земјава пред се загубила добар човек, кој како првенец го носел епитетот италијански баритон со кадифена боја. Македонската оперска сцена изгуби исклучителен уметник, врвен интерпретатор и човек чиј глас, уметност и сценско присуство оставија длабока трага во МОП. Ристе Велков беше еден од водечките македонски баритони и еден од најхаризматичните оперски солисти. Со Велков се збогуваат и други бројни негови колеги, како и од Министерството за култура и министерот Зоран Љутков, кој на социјалните мрежи напиша дека денеска е тажен ден за македонската култура. Замолкна еден моќен и препознатлив глас, но одекот на уметноста на Ристе Велков ќе продолжи да живее на сцената, во музиката и срцата на публиката, порача Љутков, кој изрази сочувство до неговото семејство и најблиските. Канал 5 во Рим. Македонската делегација е подготвена да оддаде почит на Свети Кирил.
во рамките на традиционалната манифестација посветена на сесловенските просветители. Релациите помеѓу нашите две држави се безпрекорни во највисоко можно ниво. Ништо ново не донесе првата официјална средба меѓу шефовите на Министерствата за надворешни на Македонија и на Бугарија, Муцунски и Чамова, која што се одржа попладнево на маргините на состанокот на НАТО во Шведска. Сепак разговорите доаѓаат во период кога во ЕУ повторно се развива дискусија за забрзување на проширувањето на Унијата со нови членки. Детали има Јован Ѓорговски. Билатералните односи и потребата од изнаоѓање на решение, македонските позиции за идентитетот, јазикот и историјата, како и инфраструктурното поврзување биле темите на разговор на првата официјална средба на шефовите на дипломатии на Македонија и Бугарија, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова Чамова. На средбата, како што соопшти од македонското МНР, била нагласена и потребата од изнаоѓање на одржливо и достоинствено решение за отворениот билатерален проблем во духот на добрососедството и со почитување на европските вредности. Дополнително било отворено и прашањето за почитувањето на правата на македонското малцинство во Бугарија и пресудите кои Бугарија ги има загубено пред Европскиот суд за човекови права. На средбата беа разменети мислења за билатералните односи, регионалната соработка и европската интеграција на државата. Во таа насока министерот Муцунски ја нагласи потребата од изнаоѓање решение за билатералното прашање, кое го кочи процесот на отворање преговори со Европската Унија, потврдувајќи ги позициите на владата и укажувајќи дека темите поврзани со македонскиот јазик, идентитет, култура и историја не може да бидат предмет на разговори. Од бугарското МНР пак преку соопштение велат дека министерката Петрова Чамова на средбата ја повторила позицијата на Бугарија кон земјава, како и дека официјална Софија очекува исполнување на преземените обврски од францускиот предлог. Дополнително, како што е наведено, Петрова Чамова порачала и дека за Бугарија од клучно значење ќе продолжат да бидат правата на бугарите во земјава. Министерката Петрова ја потврди конзистентната позиција на Бугарија дека целосното спроведување на обврските превземени кон ЕУ во рамките на Европскиот консензус од јули 2022 година е единствената гаранција за одржлив напредок на Македонија на нејзиниот пат кон пристапување во Европската Унија. Средбата меѓу двајцата министри се одржа на маргините на состанокот на шефовите на дипломатии на земјите членки на НАТО во Хелсинбург, Шведска. Пред почетокот, министерот Муцунски најави дека фокусот ќе го стави на регионот на Западен Балкан, за кој оцени дека се соочува со влијание од надворешни фактори. I will be insisting that we also discuss the Western Balkans, an area of Europe where there is serious malign influence coming from external factors and where security risks still exist. NATO is an alliance that is becoming stronger and stronger thanks to our commitment to 5% spending in defense. Средбата Муцунски Чамова инаку доаѓа во услови на затегнати билатерални односи по изјавата на бугарската министерка која го искористи терминот северно-македонски за македонските представници, на што македонското МНР возврати со устен демарш за амбасадорот на Бугарија во Македонија, Желјаско Радуков. Иницијативата на германскиот канцелар Фридрих Мерц за ставање на Украина на побрза лента кон ЕУ предизвика дебати и поделби меѓу европските лидери. Додека Унгарија и Словачка бараат Западен Балкан да има предност, Брисел ја повтори старата порака за Скопје. Европската комисија јасно порача дека уставните измени остануваат главниот услов за Македонија да мрдне одместо. Гоце Герасимовски. Идејата на германскиот канцелар Фридрих Мерц за ставање на Украина на побрза лента, а интензивирање на динамиката за земјите од Западен Балкан на евроинтегративниот пат стигна во Брисел. И додека во Европа трае дебатата за и против предлогот кој Украина ја става во попривилегирана состојба во однос на регионот на Западен Балкан, Европската комисија ја испорача старата задача до Македонија. Главниот елемент останува да бидат уставните измени, одговори портпаролот на комисијата Гиом Мерсие на новинарско прашање каде е Македонија по последните иницијативи за забрзување на процесот на пристапување во услови кога предолго чека да ги почне формалните преговори. I wanted to check what the state of play is now with North Macedonia, because this is the one that's been blocked for the longest, and if there's anything happening on the Commission side to try and facilitate a discussion to unblock their progress. I'm not going to go into all the state of play of things. I think what is really important for North Macedonia
to advance on its EU path, there's an important element that needs to be done, which is the constitutional changes, and that's really the main element here that we need to see to move on in the accession process. Иницијативата на канцеларот Мерц предвидува нов модел со кој Украина би добила статус на асоцијативна членка, а земјите од Западен Балкан и Молдавија би се движеле низ забрзана постепена интеграција, со привилегиран пристап до единствениот европски пазар и поблиско учество во работата на европските институции. Во писмото до Кошта и фон дер Лајен тој предлага така наречен мост до полноправно членство, период во кој Украина би имала еврокомесар без портфолио, учество на состаноци на европските институции, но без право на глас. We have received the letter from the Chancellor, and we welcome actually the fact that the discussion is now taking place among the member states, and we encourage the discussion really to advance at the level of the European Council. So it really shows that there's a strong commitment also from the member states to make enlargement a reality as soon as possible. Дел од европските лидери категорично ја отфрлија идејата на Мерц. Новиот унгарски премиер Петер Маѓар рече дека Европската унија треба да ги прифати земјите од Западен Балкан пред Украина и оти не смее да има два различни пата за пристапување. Слична порака испрати и словачкиот премиер Фицо, кој оцени дека Киев не може да има предност пред земјите аспирантки од Западен Балкан. Лидерот на СДСМ Венко Филипче негира дека е за учество во широка влада, откако вчера упати повик до премиерот Мицкоски да изгласаат уставни измени и заеднички да ја понесат одговорноста за тој чекор. Од ВМРО ДПМН му одговорија дека со инсистирањето да се промени уставот, тој бил промотор на бугарските интереси и позиции. Андријана Лазова Божиновска. Повикот да се изгласаат уставните измени и да се понесе заедничка одговорност со власта не значи повик за широка влада, појаснува лидерот на СДСМ Венко Филипче, откако во дел од медиумите така се толкуваше неговата понуда до Мицкоски. Ние не преговараме за фотели и позиции, ние зборуваме за еднината на Македонија во Европската унија, реформи сега, малцинства во уставот сега, Европа сега, пишува Филипче на платформата X. Од неговата партија и денеска повторија дека сега е шансата за продолжување на евроинтеграциите преку уставни измени. Во спротивно велат ке имаме затворени врати со децении. Доколку ја пропуштиме оваа шанса за полноправно членство во Европската унија, ризикуваме да станеме слепо црево на Балканот. Затоа председателот на СДСМ доктор Венко Филипче го повика Христијан Мицкоски на државничка одговорност. Заеднички да ги изгласаме уставните измени, подготвени сме целосно да ја споделиме одговорноста за овој процес. Наместо да повикува на обединување околу бугарите во уставот, нека ни се приклучи во одбрана на македонските интереси, порачаа од ВМРО ДПМН. Филипче е најголем промотор на бугарските позиции во Скопје. Бугарија вели јасно и гласно дека тоа не е последниот чекор на Македонија, кој треба да го испорача за да стане дел од европското семејство. Додека уценетиот Филипче од негови познати причини ги лаже граѓаните дека ова е последниот чекор и дека утре дента ќе станеме дел од Европската унија. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски оценува дека за ова прашање е добро да се создаде консензус, но шансите за успех и понатаму се минимални. Ако некогаш се направат уставните измени, ако некогаш ги отвориме чаптерите и поглавијата, најверојатно ќе биде добро сите политички сили да работат заедно на таа трансформативна агенда, биејќи е комплицирана, бара многу, на многу места се бараат двотретински измени, системски измени и така натаму и така натаму. Меѓутоа, во овој момент, имајќи ја предвид политичката тензија дома, но и зголемувањето на антагонизмот помеѓу Скопје и Софија, веројатноста дека ќе се направи навистина таков консензус останува минимална. Власта и опозицијата целосно различно го толкуваат и напредокот во реформите и добиените пари од планот за раст. Според СДСМ Македонија заостанува зад земјите од регионот со реализација на обврските, додека од ВМРО ДПМН вела дека имаме успешна реформска агенда, која ќе биде потврдена и од самата Европска унија. Со слика во продолжение одиме во Ватикан, каде што државно-црковна делегација на Македонија, предводена од председателот на Собранието Африм Гаши, ќе му оддаде почит на Свети Кирил во рамките на традиционалната манифестација посветена на сесловенските просветители. Повеќе за ова од извештајот на Маја Стојановска.
Утрово започна официјалната посета на македонската државно-црковна делегација во рамки на чествувањето на светите браќа Кирил и Методи. Оваа година делегацијата е предводена од председателот на собранието Африм Гаши, кој што утрово во базиликата Свети Петар одржа приватна аудиенција со папата Лав 14. Веднаш по средбата, како што посочи Гаши, освен што се разговарало за културното и историското значење на светите Кирил и Методи, тие разговарале и за меѓудржавните релации, кои што Гаши ги оцени како безпрекорни. Традиционално македонската делегација му врачи и поклон на папата. Оваа година тоа беше рачно изработена кавал и мермерна скулптура насловена перо од македонскиот уметник Андреј Митевски. Повеќе за тоа како поминала самата средба, тука предлагам да слушнеме од председателот на Македонското собрание Африм Гаши. Релациите помеѓу нашите две држави се безпрекорни во највисоко можно ниво и гледаме можност како во иднина да ги подобриме и зацврстиме овие односи. Секако напоменавме дека двата клучни столба на нашите релации се засниваат на чествувањето на Свети Кирил и Методи, исто така и мајка Тереза како една од личностите кои ги поврзува овие две престолнини. Веднаш по средбата со папата која што се одржа утринава беше одржана и средба со државниот секретар на Светата столица Пјетро Паролин. Таму покрај Гаши присуствува и координаторите на пратеничките групи на ВМРО ДПМН и СДСМ Никола Мицевски и Оливер Спасовски. Тие по оваа средба повикаа на заедништво во однос на најважните државни прашања. Па тука повеќе да слушнеме и од нив. Посетата е значајна во насока на чествување на светите браќа Кирил и Методи. Кирил и Методија, заедничкото присуство на координаторите на пратеничките групи ја покажува и заедништвото со кое што сме дојдени тука да пратиме порака на соработка и заеднички подобрување на состојбите во државата. Собранието денеска преку заедништво покажува за важноста на сесловенските просветители, меѓутоа и оваа средба која што денеска имавме заедно со папата покажува за продолбочување на нашите взаемни односи и врски, како и меѓусебната поддршка. Во рамки на државната делегација во Рим се и министерот за култура и туризам Зоран Љутков, координаторот на Вреди Бесим Ќоку, како и пратеникот од Знам Даниел Стојчевски. Програмата на македонската делегација продолжува и утре во Рим, во базиликата Сан Клементе. Утре изутрина ќе се одржи молебен на кој што ќе присуствува поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, а меѓу присутните ќе бидат митрополитите Пимен и Ѓорги, каде ќе одадат почит на гробот на Свети Кирил. Исто така, потоа македонската делегација ќе се упати и кон базиликата Санта Марија Маџоре, каде што се наоѓа плочата испишана на македонски јазик, таму ќе биде положен и венец, а исто така делегацијата ќе положи и бело цвеќе на гробот на папата Франциск. Случајот со набавката на мазут за ТЕЦ Неготино не е затворен. Биш јавен обвинител ќе го разгледува приговорот на АДСМ, откако претходната истрага беше запрена. Државната компанија тврди дека обвинителството направило суштинска грешка при утврдувањето на штетата, во случај каде што МВР поднесе пријави против 13 лица за злоупотреби за време на енергетска криза. Михајло Видимлиски. Не е завршен случајот со мазутот за ТЕЦ Неготино, вели државниот обвинител Ненад Савески, откако предметната обвинителка од ОЈОГО Катерина Коларевиќ донесе решение за запирање на истрагата, бидејќи не било утврдена штета, АДСМ поднесе приговор. Од обвинителството вело дека ќе биде распределен кај вишјавен обвинител, кој во рок од 30 дена ќе треба да утврди дали е основан. Доколку се утврди неправилно ценење на доказите, тој може да биде вратен на повторно одлучување. Без да преюдицирам каква била одлука, уверен сум дека низ една законита постапка со почитување на принципите на самостојно одлучување ќе дојдеме до конечна одлука која и од општата јавност ќе биде разбрана и прифатена.
ревидирање и преотварање на предмети во зависност од очекувањата на други органи, институции или поединци не е можно, бидејќи тоа е спротивно на принципите на правна сигурност. Според наодите во приговорот на државната ЕСМ, обвинителството направило суштинска грешка и погрешно ги утврдило фактите токму во делот каде, како што велат, техничките искази на повиканите лица, свесно ги номинирало како релевантни изјави за отсуство на финансиска штета. Неправилноста се состои во тоа што обвинителството го засновало својот заклучок врз коментари на лица кои немаат правни и менаџерски ингеренции да го застапуваат друштвото во делот на утврдување штета. Во приговорот точно ќе биде прецизирано дека фактите околу вистинските размери на штетата и неправилностите во набавката на мазут мора да се утврдуваат врз основа на официјалната документација и наодите на надлежните органи во компанијата, а не врз предпоставки извадени од контекст на технички сослушувања. Вишето јавно обвинителство може и да ја потврди првичната одлука за затворањето на истрагата, но доколку го прифати како основан приговорот на АДСМ, може да му даде насоки на јавниот обвинител да ја продолжи истрагата, велат правните експерти. Она што ќе биде многу битно, независно каква и да е одлуката на Вишето јавно обвинителство, е дека ќе треба да биде дадено исклучително добро, транспарентно и убедливо образложение на причините зошто е донесена токму таква одлука, бидејќи она што во голема мера ги направи шпекулациите возможни и предизвика поставување на вакви прашања, е драматичниот пресврт во начинот на комуникација на јавното обвинителство, која на почетокот на истрагата беше многу сигурно, па дури и агресивно со јавната комуникација за водењето на ваквата истрага, за по една година и по примена на прилично инвазивни истражни мерки да имаме обратен наратив со кој согласно обвинителството практично кажа дека не нашле ништо спорно, дури ниту штета во конкретниот случај. Кривичната пријава за злоупотреби при набавката на мазут во периодот на енергетската криза од 2021 до 2023 година ја поднесе МВР. Со неа беа опфатени 13 физички лица, меѓу кои бизнисмените Асмер Јаховски, Ерџан Сулковски и Ристо Капушевски, поранешниот директор на државната компанија АДСМ Васко Ковачевски, како и уште 8 други лица вработени во компанијата. Менуваме тема. Дел од Сдруженијата на вработените на компаниите кои што организираат игри на среќа денеска на прв предупредувачки протест. Тврдат дека со владините законски измени би биле загрозени 10.000 работни места. Во меѓувреме пак, новиот закон за игри на среќа веќе пристигна во собранието. 10.000 вработени би од овој сектор ќе останеме на улица, а тоа значи дека заедно со нашите семејства ќе станеме 35.000 нови кандидати за иселување надвор од нашата држава. Ако овој економски сектор престане да постои во Македонија, ние ќе немаме друг избор, освен да се обратиме и да аплицираме во странство. Закана за младината е популизмот кој, затварајќи легалните објекти, ќе ги направи младите лесен таргет на играчници на црно. Кумановецот со шизофренија е вратен дома, иако судот донесе итна мерка за негово отстранување поради опасност по семејството. Психијатриските установи со часови го префрлаа пациентот од врата на врата со изговор дека немаат место или пак соодветно одделение. Додека институциите си ја префрлаат одговорноста, исплашеното семејство стравува за својата безбедност. Од клиниката за психијатрија за Канал 5 потврдија дека таков пациент мора да биде во болницата во Бардовци или во Демирхисар, кои што законски треба да ги згрижуваат овие пациенти. Клиниката за психијатрија дава само лекување за што овој пациент бил кај нив, но со судска одлука не може да биде кај нив сместен. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 62-годишниот кумановец со дијагноза шизофренија се уште е во својот дом. Иако основниот суд во Куманово донесе одлука со итна мерка да се отстрани на 30 дена од домот. По донесената одлука, кумановската полиција веднаш постапила и го однела во психијатрискиот оддел во Кумановската болница, каде му дале упат и го пратиле во клиниката за психијатрија. Но таму бил вратен повторно назад во Куманово, со образложение дека немаат место, но од болницата им рекле дека и во решението на судот не стоело која институција требало да го згрижи.
Семејството е во шок, бидејќи тие биле со него до Скопје и по 5 часа од врата на врата. По сите психијатриски установи бил вратен дома. Тие стравуваат по нивната безбедност и безбедноста на малолетните деца, кои биле и полово нападнати од нивниот чичко. Стравата станува секако и паника и вознемиреност. Повеќе од 5 часа да се малтретира и да се шета натаму наваму воопшто не е во ред. Повеќе стварно немам што да кажам. Канал 5 доби одговор од Министерството за здравство, каде побарале надзор од ДСЗИ, од психијатриската болница за ДСЗИ. Посочиле дека немаат оделение за пациенти со судска пресуда и тоа го прави психијатриската болница во Скопје, која ќе се реновира во наредните 3 месеци и останува болницата за психијатрија Демир Хисар. Но засега се уште не е јасно зошто пациентот не бил пратен во болницата во Демир Хисар. Државниот санитарен и здравствен инспекторат информираат дека по изјава на одговорното лице на клиниката за психијатрија Скопје, во текот на вчерашниот ден сите пациенти кои се јавиле за преглед биле прегледани, но клиниката не располага со судско оделение за пациенти со судска пресуда со мерка безбедност, лекување и чување во затворена психијатриска установа. Тие се прифаќаат во психијатриската болница Скопје и специјалната болница за психијатрија во Демир Хисар. Според законот за кривична постапка, доколку не се постапи по судска одлука, каде треба да се смести пациент кој е опасен за околината, може да има парична казна за установата. Судот може повторно да нареди итно постапување. А новинарот Борче Грозданов и неговата неподвижна мајка веќе 10 дена се оставени без соодветна институционална грижа и помош. Поради бирократски процедури и истечени лиценци, скратени се часовите за личен асистент, а мајка му останала без негувател. Министерството за социјална политика тврди дека се работи на надминување на проблемот со лиценците на давателите на услуги. Сања Трајковска-Ставров. Ако сме инвалиди, ние сме живи луѓе. Со оваа порака, со трепет, но и горделивост во гласот, новинарот, писател и театарски критичар Борче Грозданов пред камерата на Канал 5 започна да ни раскажува за, како што вели, неправдата со која се соочуваат луѓето како него и како неговата мајка. Оние кои не можат самостојно да се движат или да се грижат за себе и неопходни им се асистенти и негователи. Тој има асистент, но вели наместо 80 часа месечно, сега тој со него може да поминува само 60, а мајка му, која има и деменција, веќе 10 дена е оставена без неговател. Грозданов смета дека за да се утврди кој и колку има потреба од личен асистент, не може да се оценува од администрација. Дојде ли некој да види колку сум јас неспремен или неактивен или неспособен? Тоа се 3 прашања во едно. Според кој е било кој да ми суди колку сум јас спремен, освен нели неврологот, освен медицинските лица. Грозданов вели дека е глас за стотици луѓе низ Македонија кои се соочуваат со истиот проблем и неговиот став е дека со ваквите постапки и недоволно платениот труд на асистентите и негователите ќе се демотивираат луѓето специјализирани за да помагаат. За неговиот асистент и за негователот кој неудамна се грижал за неговата мајка, вели дека ги чувствува како браќа. Гревно е. Ама никој не размислува за тоа. И најболното е, според за мене, штедиме. Од што штедиш ти? Од парите што некој ти ги дал да ми ги дадеш? Не мене лично. Ви реков, се работи за околу 300 луѓе. Не, ама ти не се движиш толку, не ти треба тој 1 сат. Или ти треба тој 1 сат. Мене ми треба 24/7 човек. Поготово ситуацијава каква што е со мојата дементна мајка во момент. Буквално двајцата ми се како браќа. Канал 5 се обрати до Министерството за труд и социјала. Оттаму тврдат дека посветено работат да обезбедат социјална заштита за сите. За случајот со Грозданов велат дека се постапува по неговото барање за преиспитување на одлуката, а за тоа зошто повеќе неговата мајка нема неговател, појаснуваат дека нему
му истекла лиценцата. Ставот на Министерството е дека се почитуваат постапките за одредување на часовите на асистентите. Од таму појаснуваат дека меѓу другото в предвид се зема медицинската документација, но и тоа дали корисникот има поддршка од членовите на блиското семејство. Министерката Весна Јаневска очекува поддршка од државата за да продолжат реформските чекори на факултетите и на училиштата. За да се задржат младите во земјава, се најавуваат модерни студиски програми, стипендии и целосно реновирање на студентските домови. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Модернизација на студиските програми, подобрување на студентскиот стандард и поголема поврзаност на образованието со пазарот на трудот, според министерката за образование Весна Јаневска, ќе придонесе за помал одлив на наши студенти во странство. Министерката тврди дека бројот на стипендии не се намалува, туку врз основа на направена анализа за изминатите 5 години. Околу 400 стипендии наменети за социјални категории биле пренаменети, бидејќи не се искористувале средствата, а додаде и дека 2 студентски дома се веќе реновирани, според европски стандарди, а останатите 7 ќе се реновираат од октомври. Подобрување на условите на студентите, не само на универзитетите, студентскиот стандард го подобруваме и со изградба на студентските домови. Жал ми е што во изминатите години ниту еден не беше реновиран, сега имаме 2 кои може да се видат и од октомври ќе примаат студенти на европско ниво стандарди и од октомври почнуваме со реновирање на сите останати 7, што значи дека за година и пол до 2 години студентите ќе имаат на вистина европски услови каде што ќе можат да учат, нели, и да живеат, односно да имаат пристоен живот додека студираат. Стипендии даваме, огромен број на стипендии даваме за студентите и ќе продолжиме истото да го правиме и натаму, затоа што сметаме дека се неопходни. Во пресред на одбележувањето на 24 мај, најстариот универзитет во Македонија Свети Кирил и Методи денеска прослави 77 години од основањето. На свеченоста ректорката Билјана Ангелова порача дека универзитетот и понатаму ќе остане посветен на квалитетното образование, науката и развојот на младите. Тоа се илјадници приказни на млади луѓе кои влегле во нашите амфитеатри со доза на несигурност, а од нив излегле како лекари, инженери, правници, уметници, научници, но и како чинители на значајни општествени промени. УКИМ има долга и славна историја, како државотворен универзитет во кој се создале трајни вредности за нашето општество. Целта не е само да се задржиме на досегашното ниво на постигнувања, туку да се обезбеди квалитетен исчекор кон модел на организацијска култура во кој одговорноста, соработката и извонредноста се нераздвојни делови од универзитетската култура. Годишнината од основањето на УКИМ беше одбележана и со доделување награди и признанија на најдобрите студенти од сите факултети. Им беше врачен и златник со ликот на Кирил и Методи. Само вистина во продолжение. Пријатно.